Македонија под клуч. Комисијата за заразни болести бара целосно да се забранат свадби, крштевки, семинари, кафеаните и кафулињата да работат само до 18 часот, да се затворат игротеките, спортските сали, теретаните, кината и театрите. Луѓето повеќе да внимаваат на високата хигиена, младите да не се собираат во големи групи и повеќе време да поминуваат дома. Комисијата бара вакви ригорозни мерки од страв дека коронавирусот може драстично да се прошири и бројот на заболени да се дигне до небо. Имавме разговори вчера и со колеги од Италија, кои што укажаа на тоа дека во одредени делови во земјата, пред се во северните делови таму кај што епидемијата започна, дури после воведувањето на најригорозните мерки, повеќе нема регистрирано нови случаи, тоа се однесува на градот кај што епидемијата започнала, затоа многу ригорозни мерки сега тие воведуваат и во другите делови, кај што на Италија, кај што нема во јужните делови, кај што нема така голем број на пациенти како што имаше во северниот дел, што ни укажува на тоа дека треба да бидеме порадикални. Кафеаните и кафулињата ќе работат до 18 часот со преполовен капацитет, но ќе мора масите да ги поместат на растојание до 2 метри. Забрана на сите јавни и приватни собери без разлика на обемот и бројката на учесници, концерти, театри, кина, спортски сали, теретани. Понатаму кафетериите и рестораните да работат со скратено работно време до 18 часот и тоа внатре капацитетот да биде преполовен, значи да се задржи дистанцата од 1,5 метри до 2 помеѓу луѓето кои што престојуваат таму. Понатаму да се откажат сите закажани сите кинопроекции, театарски представи и концерти. Во разговор со сите јавноздравствени установи се откажуваат сите хронични пациенти кои што може да чија што интервенција претходно закажана може да се одложи, ќе има само итни и неодложни хируршки интервенции, истото важи и за прегледите. Една дополнителна мерка е продолжувањето на терапијата на хроничните пациенти за кои што до сега требаше да одат на лекар специјалист. Од следните денови ќе може да го прават и на матичниот лекар, зашто Фондот за здравствено осигурување ќе направи измена во правилникот. Мерката важи и за обложувалниците и казината. Се разговарало и со Македонската православна црква и со Исламската верска заедница и они да ги скратат своите активности каде би се собирале верниците. Овие мерки ќе предизвикат големи финансиски потешкоти на засегнатите фирми. Владата, покрај тоа што ќе расправа за мерките, ќе бара извештај од економските министри дали и на каков начин ќе им се помогне на субјектите кои може да претрпат големи парични загуби, па дури и да пропаднат заради новите мерки. Инаку состојбата со заразените, Филипче рече дека едно лице кое што било во Германија е тестирано за коронавирус и резултатите се негативни. Лицето од Германија се вратило здраво, но деновиве добило покачена телесна температура. Тој додаде дека тројца од 9 незаболени пациенти повозрасни од 65 години се во малку полоша состојба и кај нив се делува со поинтензивна терапија, но дишат самостојно и без потреба од респиратор.